Во продолжение на програмата следуваат вестите на Канал 8. Локалната самоуправа на Кочани најавува реконструкција на мултикултурниот центар во централниот дел на градот. Објектот, што е изграден пред повеќе од 7 децении, треба да биде обновен, за што се очекуваат средства од европските фондови. Општина Кочани ќе користи пари од меѓународните фондови за да ја реализира најавената реконструкција на објектот на мултикултурниот центар. Со планираните градежни активности се очекува да се изнајде техничко решение за негова хидроизолација, односно да се постави термоизолацијска фасада, како и да се изврши внатрешно уредување. Објектот, познат како Старо кино, е во надлежност на локалната самоуправа, при што во изминатите години неколку пати ја менуваше намената. При тоа се издаваше на приватни стопанственици, се изнајмуваше како дел од поранешниот правен факултет на Универзитетот од Штип, а денес го користат здруженија на граѓани, политички партии и други формални и неформални граѓански групи. Од општина Кочани најавија дека активностите за реконструкција течат според планот, а за што се очекуваат донации од фондовите на Европската Унија. Проектот реконструкција на мултикултурниот центар, кој е финансиран од Светска банка, моделот на прекогранична соработка, и тој проект очекуваме наскоро да биде во фаза на реализација, односно за избор на изведувач на работите во реконструкцијата на мултикултурниот центар. Со најавената реконструкција планирано е целосно обновување на покривната конструкција, потоа на фасадниот дел, како и преуредување на внатрешноста на мултикултурниот центар. Објектот располага со вкупна корисна површина од околу 1500 метри квадратни, од кои во моментот ефикасно се користат нешто помалку од половината. Пред околу 15 години беше извршена реконструкција на салата во центарот, додека останатиот дел пред се на горниот спрат, поради оштетувањата и дотраеноста на внатрешноста, практично е неупотреблив. Во дел од објектот на мултикултурниот центар се и просториите на поранешниот работнички универзитет Ленин, за кој пред 5-6 години се најавуваше дека ќе прерасне во центар за доживотно учење, но остана непознато до каде е завршена неговата трансформација. Во општина Виница е одложена редовната акција за третирање против комарците. Поради неповолните временски услови, најавеното авионско прскање, што беше најавено за четврток наутро, нема да се реализира. Најавеното авионско прскање против комарците на територијата на општина Виница е одложено поради врнежите од дожд и атмосферските празнења. Од локалната самоуправа доставија писмено известување до граѓаните дека в четврток нема да се реализира акцијата за дезинсекција со која требаше да се опфатат околу 1000 хектари. По препорака на надлежните институции кои посочија дека актуелните временски услови не одат во прилог на очекуваните резултати, авионското прскање нема да се реализира. Истото се одложува за во период кога ќе се добие проценка дека временската состојба ќе биде поволна, а зашто граѓаните ќе бидат навремено известени, се наведува во краткото писмено известување од општина Виница. Планираното авионско прскање, кое е второ поред оваа сезона, требаше да се изведе во четвртокот во раните утренски часови. Целата кампања за третман против комарците годинава ќе се спроведе во 3 етапи, односно опфатено е и терестичко, односно прскање од земја. За набавка на препаратот, за услугата за авиотретманот и за прскањето од земја, од општинскиот буџет на Виница годинава ќе се потрошат околу 1 милион денари. Комуналното предпријатие Водовод и годинава ќе инвестира во одржувањето на електронскиот дел од така наречениот SCADA систем за водоснабдување, како и во електриката и автоматиката на фонтаната во трговскиот центар. Огласот со кој се бараше давател на услугата веќе заврши, а договорот што ќе се потпише со него ќе биде на период од 1 година. Комуналното предпријатие Водовод го продолжува редовното одржување на современиот SCADA систем со кој се контролира системот за водоснабдување на домаќинствата и институциите во општината. За оваа активност ќе инвестира средства од сопствениот буџет. Дел од парите ќе се наменат и за одржување на електриката и автоматиката на фонтаната Зрно во трговскиот центар. Огласот за тендерската постапка за обезбедување фирма давател на услугата заврши пред 1 ден, а во техничката спецификација се бараше извршителот што ќе биде избран со електронската аукција
да го контролира и одржува хардверскиот и софтверскиот дел за управување и мониторинг на SCADA системот, и тоа на 20 локации во водоснабдителниот систем со 200 така наречени тагови. Исто така, во извршувањето на услугата спаѓа и одржување на хидромеханичкиот дел на фонтаната Зрно, што се состои од метални инокс и ПВЦ цевки, вентили, филтри, опрема за хлорирање и за омекнување на водата со заштита од наслаги на калциум, како и пумпите на филтрите, прскалките во металните лакови и за зрното на фонтаната. Обврска на давателот на услугата е во електроделот на фонтаната да ги одржува светилките во канделабрите, како и лед светилките во лаковите и електроормарот во кој се сместени сите регулатори што управуваат со пумпите и осветлувањето. Слични активности беа спроведувани и во изминатиот период, при што обемот на услугите се проценуваше на сума од околу 500.000 денари на годишно ниво. Со склучувањето на договорот со давателот на услугата, тој ќе преземе и обврската за одржување на споменатата опрема, како и на електрониката во период од 12 месеци. Инаку фонтаната Зрно беше изградена пред околу 9 години, а зашто тогаш од буџетот на општината беа потрошени 4,5 милиони денари. Во Виница продолжуваат културните настани поврзани со одбележувањето на празникот Павловден. По проекцијата на два филмски хита, дел од чествувањето е и изложбата на стари фотографии од Виница, како и концерт на групата Филч. Кинопроекциите на отворено, во чии рамки се прикажаа два филма што во моментот се следат и во киносалите широм Европа, упатија сериозен сигнал до општина Виница дека на граѓаните им е неопходна киносала. Проекцијата на анимираниот филм Карира Нинџа, што се одржа во вторникот вечерта, беше вистинска радост за децата, што заедно со прикажувањето на филмот Господ постои, името и е Петрунија, ги надмина очекувањата за посетеност. Виничани сакаат кино, а од општината велат дека прават напори за добивање средства за реализација на проектот. Се надеваме дека ќе добриеме средства и дека киносалата ќе ставиме, ќе ни биде една од приоритетните барања пред се за граѓаните, бидејќи гледаме дека интересот е доста голем и се надеваме дека до крајот на мојот мандат за наредните 2 години дека оваа инвестиција, која што ја спомнав неколку пати, ќе биде реализирана. На третиот ден од Павловденското чествување, музеот Теракота ја отвори изложбата на стари фотографии од почетокот на 20-тиот век. Тоа се фотографии во кои доминира старата градска архитектура, а целта е да се зачуваат историски извори за архивата на општината. Изложени се околу 80 фотографии во црно-бела и во боја техника. Значи тоа се фотографии кои што се соберени од повеќе граѓани од нашата општина, кои што ги споделија нив со нас. Тоа се фотографии на кои што имаме предели, архитектура, луѓе, настани, обичаи, кои што се датирани во период на повеќето на 20-тиот век. И значи имаме фотографии од нашиот музеј, од архивата на нашиот музеј. Некои од нив се направени од наша страна. Тоа се фотографии на кои што се овековечени повеќето елементи на старата архитектура, која што е веќе во изумирање, значи повеќето од овие објекти паѓаат. На тој начин сакавме ние да ги зачуваме. Најстарата фотографија, представена на изложбата, е од почетокот на 20-тиот век, а меѓу поинтересните мотиви е и куќата на познатиот Ќазим Бек пред да биде запалена, како и изгледот на Виничкото кале пред да започнат археолошките ископувања. Дел од одбележувањето на Павловден во Виница е и концертот на групата Филч и промоцијата на низиниот албум Underdog. Настаните продолжуваат и во наредните денови, а в четврток навечер на Виничкото кале ќе биде прикажана монодрамата Страстите на Илија на виничанецот Игор Дамјанов. Кочанскиот извиднички одред Ластовица работи со полн капацитет во остварување на планираните програмски цели. Младите членови на одредот учествуваа на извидничка обука и надпревари што се одржаа во Охрид, а покрај нив имаше и учесници и од одредите од неколку градови во Македонија. Членовите на извидничкиот одред Ластовица од Кочани во текот на изминатите неколку недели реализираа обемни активности што се изведува во соработка со Сојузот на извидници на Македонија.
Во организација на извидничкиот езерски одред Пионир од Охрид, во периодот од 27 до 30 јуни во извидничкиот центар во Охрид се одржа надпреварувањето Кампинг Фан. На овој настан, кој имаше меѓународен карактер, учествува повеќе од 200 извидници од балканските простори, меѓу кои беа и представниците од Ластовица. Одредот од Кочани беше застапен со 36 извидници кои се надпреваруваа во 3 категории – развигорци, извидници и истражувачи. При тоа во надпреварите забележаа високи резултати, за што од организаторот добија признанија и медали. Надпреварите се одвиваа на вода и на копно, а имаше и надпревар од областа на ориентација, каде учесниците имаа задача со помош на мапа да пронедат одредени дестинации, објекти и предмети во Охрид. Во текот на последната недела од јуни во Охрид се одржа и школата за водичи на која учествуваа и нашите извидници. Минатиот викенд пак на Пониква, извидниците беа дел од 5-дневниот камп за обука на учениците чии тимови се дел од Фрст Лего лигата по роботика. Тие, на околу 40 на учесници од повеќе училишта од државата, им ги презентираа своите извиднички вештини и знаења за престој и ориентација во природа. Кон крајот на јули, извидниците од одредот Ластовица ќе учествуваат и на традиционалниот летен камп, што секоја година се одржува во Охрид. Во продолжение на овие вести следуваат и две информации од спортот. Прв финалист на овогодишниот Петровденски турнир во мал фудбал е екипата на Клариса. Таа го совлада тимот на Фабијан во првата полуфинална средба. Вториот финалист се бара меѓу Деликатес и Балкан Лукс. Во вторникот вечерта екипите на Фабијан и Клариса го одиграа првиот полуфинален надпревар во рамки на овогодишниот Петровденски турнир во мал фудбал. Победија играчите на Клариса со 2:1, откако на полувремето средбата заврши без голови. Се играше цврст и возбудлив, но помалку и нервозен и напнат надпревар, во кој резултатот можеше лесно да биде и поинаков. Особено ако напаѓачите на Фабијан реализираат дел од пропуштените поволни шанси за гол во првото полувреме. Победникот беше решен кон средината на вториот дел, кога играчите на Клариса постигнаа 2 гола и имаа сигурно водство. Сепак, противничката екипа на 5 минути пред крајот на средбата постигна погодок, со што придонесе за неизвестна завршница, што сепак не можеше да биде претворена во нерешен резултат и да се направи пресврт. Благодарение и на добрите одбрани на голманот на Клариса, екипата успеа да се одбрани и да го обезбеди влезот во финалето. Вториот финалист на Петровденскиот турнир се бара меѓу тимовите на Балкан Лукс и Деликатес, додека поразените ќе продолжат борбата за третото место. Младите членови на клубот за гимнастички спортови од Кочани успешно ја продолжуваат годинашна сезона, при што обезбедија солиден успех на пионерско-младинскиот повеќе бој што се одржа во Охрид. Тие освоија 6 први и неколку втори и трети места во поединечна и во екипна конкуренција. Младите гимнастичари од Кочани годинава бележат успешни резултати на надпреварите на домашна сцена. Тоа го потврдија и на последниот пионерско-младински повеќе бој што од 3 до 8 јули се одржа во Охрид. На надпреварувањето настапија околу 160 учесници од Битола, Прилеп, Радовиш, Струмица, Скопје и Охрид, а клубот за гимнастички спортови Кочани учествуваше со 15 гимнастичари. Повеќе бојот се реализираше во неколку спортски дисциплини, односно во истрајно трчање на 200, 300 и 400 метри, потоа штафета, полигон, скок во далечина, фрлање топче, влечење јаже и пикадо. Членовите на клубот за гимнастички спортови од Кочани забележаа мощни добри резултати како во поединечна, така и во екипна конкуренција. Во поединечна конкуренција, првото место им припадна на Димитри Спасов кај пионерите до 16 години и Маглена Ампова кај пионерките до 16 годишна возраст. Антонио Јаношевик и Јована Костадинова во конкуренција на пионери и пионерки до 13 години го освоија третото место. Во екипна конкуренција пак прво место освоија момчињата до 13 и до 16 годишна возраст, како и момчињата и девојчињата до 16 години во дисциплината влечење јаже.
Во севкупен пласман, момчињата и девојчињата до 16 години беа втори, а ист пласман обезбедија и момчињата до 13 години во дисциплината влечење јаже. На повеќе бојот во Охрид, надпреварувачите од клубот за гимнастички спортови од Кочани настапија под менторство на тренерот Радмила Станчева. Тоа беше прегледот на содржините од овие вести на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Пријатно!